Природата била несебична и на Мавровскиот регион му подарила големо богатство, несекојдневни убавини и реткости, на реки, водопади, пештери, бујна вегетација, непрегледни планински пасишта, што представува огромен потенцијал за развој на повеќе стопански гранки, а особено на развојот на туризмот. Со овчарството крајот беше препознатлив не само на Балканот и Европа, туку и во Америка, каде што се извезуваа млечни производи. Но во последниве неколку децении, планината Бистра станува препознатлива и по прекрасните скијачки патеки на кои се одржуваат врвни меѓународни надпревари во алпско, нордиско и сноуборд скијање. Маврово се брои меѓу познатите зимско-спортско и рекреативни скијачки центри и како одлична туристичка дестинација, привлечна во текот на целата година. Во далечната 1957 година на 27. мај, во присуство на над 30.000 градители и граѓани на цела Македонија, во село Вруток започна со работа хидроцентралата Вруток, погон кој се снабдува со вода од Мавровското езеро. Следната година, во чест на 52-цата загинати мавровски градители, во снежната лавина во февруари 1956 година, околу Мавровското езеро се одржа првиот Мавровски меморијал во ски трчање на патека долга 30 километри. Меморијал кој до ден денес е главна туристичка атракција. Ваквите активности дадоа насока за изградба на скијачки центар во село Маврово. Во 1959 година Смочарскиот, подоцна Скијачкиот сојуз на Македонија, донесе одлука за изградба на скијачки комплекс во Мавровско. Зара Лазаревски бил мощно заинтересиран за неговата изградба. Непосредно со овие активности, Лазаревски одржува средби со жителите на мавровските села, ги запознава со идејата и за придонесот во развојот на регионот, отварање на работни места на младите, подобрување на материјалната состојба на сите и можноста Маврово за неколку децении да стане познато туристичко место. Не поминаа неколку децении, туку само 5 години од изградба на првите хотелски сместувања. Мак Петрол изгради современ хотел во село Маврово, а Скопска железарница, хотел од Радика во село Леуново. Се пројави интерес и за изградба на нови, атрактивни викенд населби. За развој на туризмот беше неопходно во Мавровскиот крај да се гради и инфраструктурни објекти. Неколку години наназад интензивно се работи по ова прашање. Реконструкција на регионалниот пат Ново село Маврово во должина од 12 километри, за кој се инвестираше 2 милиони и 500 илјади евра, како и реконструкција и рехабилитација на патот преку Маврово кон Жировници и Дебар. На делница од 7 километри околу Мавровското езеро се постави нов асфалт, како и пешачка патека во должина од 2500 метри. Агенцијата за државни патишта, по препорака на градоначалникот Мукрем Мехмети, предвиди и втора фаза, со што ќе се реконструира патот од Бунец до село Некифорово. За развој на туризмот во општина Маврово Ростуше, општината во соработка со јавното предпријатие за патишта, односно владата на Република Македонија, инвестираше во подобрување на патната инфраструктура. Пред се направивме реконструкција на патот од Брана до ски центар во должина од околу 7 километри. Покрај тоа, значи, проширување и реконструкција на патот од Мавров Јанови до Новосело, еден дел веќе е завршен, другиот дел е во тек на изградба. Значи, предвидена исто така реконструкција на патот од Бунец за село Леуново па и Никифорово. Покрај тоа решени се неколку проблематични клизишта, односно свлечишта во делот на Маврови Јанови, значи покрај тоа и Белички канал, во тек е изградба на свлечиштето во Бунец, како и едно свлечиште на кај Трница. Значи, во соработка со владата на Република Македонија се инвестира во подобрување на патната инфраструктура која што представува еден од најбитните работи за развивање на туризмот во нашата општина. Боженствена убавина! Со децении си тука и повторно сакам да те видам. Секогаш во различна облека ме пречекуваш.
Некогаш си целосно под вода, а понекогаш ми даваш можност цела да те видам. Па во овој дел најповеќе сака да видат планината Бистра, Мавровското езеро, потоа објектите, црквата што е подтопена во езерото. Па видите, туристите најповеќе го обожаваат планина на Јонија, а со тоа и пешачење, и бициклизмот. Акцент треба да му се стае на развој на веслањето и културните богатства во овој регион. Значи, сепак ова туристичко место треба да добие некои си видни содржини, како што е активно преку зимскиот период, да биде активно и преку пролетниот, есенскиот, а и летниот период, заради тоа што сепак климата, воздухот, убавината што се чувствува тука во Маврово не може да се опише. Едно прекрасно место за одмор и релаксација. Со вкупна површина од 72.416 хектари, Националниот парк Маврово е најголемиот во Република Македонија. Неговата основна дејност е заштита на природните убавини и културните вредности. Со спроведените заштитни мерки, Националниот парк Маврово ја поседува и едукативната патека за деца. Патеката овозможува запознавање со биодиверзитетот во овој регион. Се планира збогатување на патеката со нови и интересни содржини. Традиционално се одржува планинската велосипедска трка Маврово тур. Изградена е пешачка патека во должина од 4 км и висинска разлика од околу 250 метри. Голем број на спортски, повеќе наменски игралишта во селата околу езерото се веќе во функција. Она што сакам да го истакнам е тоа дека покрај оваа туристичка инфраструктура веќе повеќе од неколку години работи туристичкиот информативен центар. Националниот парк Маврово вложува и во едукација пред се создавање на човечки ресурси кои може да бидат основа за привлекување на туристи и пред се системско решавање на посетителите. А што значи тоа? Од неодамна Националниот парк Маврово подпише испогодба со Сдружение на граѓани, специализирано Сдружение на граѓани по име Аплет Адвенчер, кое што впрочем е здружение кое го сочинуваат некаде околу 20 на водичи во планина кои што се здобиени со сертификат за водење на туристи од пред се во делот на планинарскиот туризам, меѓутоа и сите други форми на овој вид на туризам, така што паркот континуирано и ќе продолжи во иднина да вложува се со цел да имаме едно системско решавање на проблемот и развој на одржливиот туризам, меѓутоа во исто време и онаа пропратна инфраструктура што се гради на територија на Националниот парк Маврово, пред се во делот на обновата на регионалните патишта, патната инфраструктура, локалните патишта, субјектите кои заедно работат во делот на туризмот, ни дава гаранција дека Националниот парк Маврово, односно Маврово како бренд, се приближува како до балканските зимски центри, така и во делот на југоисточна Европа. На брегот на Мавровското езеро изградени се околу 3000 викенд куќи и 20 на хотели кои располагаат со 3500 легла во еднокреветни, двокреветни и повеќе креветни соби, луксузни апартмани, спортска сала, спортски терени, кафулиња, ресторани, одморалишта, трговски дуќани. Изградени се 11 ски лифтови и 3 жичарници кои за еден час може да превезат над 11.000 лица кои може да скијаат низ непрегледните белини на Бистра. Околу Мавровското езеро има 3 села – Маврово, Леуново и Никифорово, секој со своја традиција и историја како и населбата Мавровјанови, но за нив во некоја друга прилика. Маврово, како и секогаш, ни најмалку од него штеди природните и неповторливите реткости од сите видови, кои на прв поглед предизвикуваат восхит и воздишки, а на заминување желба за повторно видување.